Здраво на сите. Благодарам Олгица за поканата да присуствам на овој митап и благодарам за убавата најава. Слушнавме од Јована за outcome-based roadmap, сега малку ќе ве вратам јас еден чекор назад и малце ќе говорам за стратегијата за планирање, приоритизација и креирање на продуктна роудмапа и што значи продуктна роудмапа за една продуктно ориентирана, продуктно водена организација. Пред да почнам би сакал да се представам. Јас сум, како што ме најавија, Иван Вукелик, сениор продукт менеджер и програм менеджер во GND Etc. Во контекст на денешната тема продуктно водена организација и одговорен сум дел сум од тим одговорен за payment security продукти во онлайн payment домеинот. Инаку, како што може да видите, не ги гледате годините. Но мојата кариера започнав како графички дизајнер и UX дизајнер. Зашто тоа го спомнам? Затоа што неретко сега ми помага во ролјата што имам како продукт менеджер. По таа фаза преоѓам во банкарски сектор, каде што работам како проект координатор и бизнес аналитичар. Во тие 12 години го учам бизнисот на картично плаќање, во кој што и ден денес работам. Во полнек на корона преоѓам во полнек на корона, решавам да го искористам целото тоа искуство и преоѓам во софтверска компанија каде што работам и ден денес, скоро веќе 5 години како продукт менеджер. Зошто програм менеджер? Спомнав програм менеджер. Etc. веќе 5 години практицира Scale, Agile или Safe методологија. Накратко, Safe тоа е методологија која служи за организација кој им служи на големи организации за менеджирање на продуктни тимови и за користење на агилни методологии, како што се Lean, Kanban и Scrum. Некои карактеристики накратко за Scale Agile фреймворк во сетапот во кој што работам моментално. Тој се карактеризира со 3 нивоа: портфолио ниво, каде што се практицираат Lean менеджмент принципите, потоа имаме програм ниво, каде што јас припаѓам тука, и продуктни тимови. Инаку, истородните продукти, заедно со продуктните тимови, програм нивото се организирани во value стримови, додека менеджирањето на лайфсайклот на продуктите или портфолио од продукти се менеджира преку артови или Agile Release Trains. Следно нешто, само накратко да кажам, јас на програм левел работам како во тим со продукт менеджери или epic owner-и, кои што се одговорни за планирање, координирање, менеджирање на продуктна мапа на портфолио од 4 продукти. И планирањето на продуктната роудмапа е една од клучните елементи кои што ги усогласуваат стратешките цели на компанијата со тоа што ќе се испорача на крај како вредност на корисниците. Ќе започнам со прашањето зошто планирањето на продуктната роудмапа е клучно на продуктно водена организација. Постојат повеќе аспекти кои се поврзани со ова прашање. Тоа е, прво ќе започнам со динамика на пазарите и потребите на корисниците. Значи, зошто е потребно да се континуирано да работиме на една продуктна роудмапа? Затоа што знаеме дека како продукт менеджери работиме во рапидно променлива средина. Без разлика во која индустрија сме денеска во модерно време, знаеме дека имаме чести промени на пазарите. Исто така имаме чести промени во потребите на корисниците, агресивна конкуренција, промена во локална регулатива. Следно нешто како што е поврзано со прашањето е балансот помеѓу податоците и визијата. Знаеме дека клучно нешто што е за развој на еден продукт и менеджирање на еден продукт е податоците. Значи, сепак тоа се статистички податоци, историски податоци кои што ги имаме до моментот, но предвидувањето сепак е нешто што
бара повеќе. Значи имаме одредени ограничувања ако се водиме стриктно кон податочно водени одлуки. Поради тоа многу е битно за еден продукт менеджер и интуицијата, а исто тука доаѓа и продуктната визија. Значи кон каде да се стремиме ние како продукт менеджери за развој на еден продукт и како ќе се развива во иднината. Следно нешто е предизвикот на долгорочните продуктни роудмапи. Што значи продуктна роудмапа? Тоа е предвидување на навиките, односно потребите на корисниците, исто така и бизнес приоритетите. Но знаеме сите дека совршен план, совршено предвидување на развој на еден продукт не постои и знаеме дека кај долгорочно планираните продуктни роудмапи по патот се случуваат непредвидени настани. Тоа е како што на промена во технологии, промена во навики на корисници, на однесување на корисници, конкуренција, која што не води кон нешто кое што има потреба од флексибилност при планирањето на продуктната роудмапа, која исто во паралел е поврзано и со агилноста на самите тимови и нивната способност да се прилагодуваат кон тие непредвидени промени. Следно нешто е итерацијата како заштита од грешките кои што се прават во предвидувањата. Знаеме дека ние агилната култура не учи да наместо да предвидуваме совршено, да планираме, да се прилагодуваме. Тоа значи дека итерациите ни дозволуваат да тестираме, значи да имаме на кратки рокови брзи тестирања, да учиме, да се менуваме во ситуации кога имаме такви непредвидени промени и такви грешки во предвидувањата. Совет, значи, да се користат, мислам дека и сите, ако сте во IT индустрија, веќе знаете и користите, значи користите MVP продукти, при лансирање нови продукти кои што ви обезбежуваат со добро поставен континуиран процес на повратни информации, фидбек од клиенти, од корисници, можете да го намалите тој ефект на грешка и тие трошоци што доаѓаат со тие грешки во предвидувањата. Следно нешто е прифаќање на неуспехот како дел од иновации. Како продукт менеджери, многу е битно да се гради култура каде што ќе можат продуктните тимови да експериментираат. Зошто е тоа така? Затоа што идеален продукт не постои, од прва не можеме да го створиме. Знаеме сите дека и продуктиве што ги користиме, позади нив стојат безброј тестирања, безброј неуспешни обеди, безброј промени, кои што довеле до некој ниво кое што сега корисниците го користат тој продукт, па поради тоа потребно е и да им се остави простор на продуктните тимови да експериментираат и да работат на тој дел на иновации. Но каде лежи изворот на една продуктна роудмапа? Почетната точка на создавање на продуктна роудмапа започнува од мисијата на добро поставена мисија на компанијата и продуктната визија. Што е продуктна визија? Продуктна визија е Норд Стар на продукт менеджерите. Тоа е стратешка насока која што ќе можат да ја користат, во планирање и дефинирање на целите кои што сакаме да ги постигнеме и при планирање на продуктната роудмапа. Следно нешто кое што исто така е битно, да продуктната визија е кристално јасна и добро разбирлива од сите членови на тимовите, а исто така и споделена со сите членови на тимовите, како би можеле сите да ја разбереме целта кон која се стремиме и бидејќи представува спојка помеѓу стратешката цел, односно корпоративните цели со резултатот кој што сакаме да го испорачаме и вредноста што сакаме да испорачаме на тој продукт. Следен чекор во транслација на продуктна визија и мисијата на компанијата кон продуктната роудмапа се OKR-ите. Значи, Objective and Key Result, и ова навеќе ги спомна. Ние во нашата компанија ги користиме како спојка помеѓу продуктната визија и компаниските цели со продукт роудмапа, односно што сакаме ние да постигнеме
за известен период. Што значат OKRs? OKRs представува структуриран начин на дефинирање на конкретни цели во облик на амбиции, но сепак мерливи. Знаеме дека иднината не можеме да ја предвидиме, па поради тоа OKR-ите ни возможуваат да се фокусираме на конкретна цел и тука тимовите имаат можност да се фокусираат и да се имаат можност да се адаптираат и да се прилагодат во случај на непредвидени промени. Како OKR-ите поврзуваат визијата со продуктната роудмапа? Можем да кажем дека тие фактички го даваат одговорот што компанијата сака да постигне како краткорочна и среднорочна цел, потоа дефинираат мерливи резултати, како што реков, вложениот труд е фокусиран кон конкретна цел, промовираат транспарентност и одговорност, поради тоа што позади секој OKR постои собственик, онер на тој објектив и key result и на крај заштитат, односно промовираат комуникација, транспарентна комуникација и штитат од појава на силос сценарија. Ние во нашата компанија, сега ќе зборам малце за како се врши, кои се чекорите во транслацијата на продуктната визија во продуктна роудмапа. Како што напомнав, ние работиме во safe setup и тука процесот кај нас почнува на портфолио левел. Што правиме таму? Се дефинираат стратешки цели, алајнирани, односно усогласени со тие OKR-и што се веќе дефинирани од страна на компанијско менеджмент ниво, па потоа на портфолио левел и понатака и менаџирани преку портфолио беклог. Следно нешто што доаѓа е програм нивото. Таму на програм ниво се разделуваат на помали делчиња тие стратешки теми на епици, фичери, енеблери, иницијативи, кои што се менаџираат преку програм беклог, а понатака тој процес повторно се оди кон продуктните тимови, каде што се секвенционира во user сторија, односно во таскови кои што на крај даваат резултат на тоа што сме го планирали на продуктната роудмапа. Инаку целиот процес кај нас започнува, или во еден safe setup, започнува, како што реков, на портфолио ниво. Тие стратешки теми опфаќаат период од околу 2 години, каде што понатака на програм ниво тие се разделени на програм increments. Програм increments е во период од 8 до 12 недели. Програм increment е составен од 4 до 5 спринтови во време траење од 2 недели. И дополнително покрај тие 4 до 5 спринтови имаме и IP спринт, кој што го користиме како капацитет, каде што можат тимовите да експериментираат и да работат на иновации, на нови идеи. Тоа значи дека имаме еден континуиран процес на експериментираме и континуиран поставен процес каде што можат тимовите да работат буквално на концепти, на нови идеи, нови фичери кои што генерираат и нови сервиси и нови функционалности. Накратко само за структура која што на структури на продукт роудмапи што постојат, мислам дека на сите ви се јасни, имаме временско базирани продуктни роудмапи. Тие се најпогодни за лансирање на нов продукт, каде што мораме да дефинираме одредена временска рамка во кој што треба да го испорачаме, да го лансираме тој продукт. Потоа имаме тематско базирана продуктна роудмапа, погодна е повеќе на стратешко ниво и кога се работи на иновации, поголеми проекти. И имаме трета структура, тоа е хибрид. Тоа е комбинација од првите две. Тука се користат за на комплексни проекти каде што потребна е усогласеност на стратегијата со временската рамка или потребен е баланс на стратешките цели со временска сензитивност. Техники на приоритизација. Има многу, реално денеска во денешно време продукт менаџерите користат повеќе типови на техники, применуваат повеќе техники на приоритизација, но сепак би започнал дека таа приоритизација почнува од самото дефинирање на продуктната визија и на продуктната стратегија.
Понатака, јас тука имам наведено неколку кои што ги користам, ги практикуваме кај нас во нашата компанија. Би започнал од Business Value Scoring, тоа е евалуација на база на бизнис метрики, од евалуацијата се изведува на база на 4 метрики, тоа се revenue potential, односно потенцијал за приход, имаме побарувачка или маркет демент, задоволство, мерење на задоволство на клиентите и на крај усогласување на стратешките цели. Следно нешто, и само да напомнам дека Business Value Scoring е најпогодно и највише се користи на B2B SaaS компании и повеќе погодно на стратешко ниво. Менаџирање продуктна роудмапа на стратешко ниво. Следно нешто е Impact versus Effort Matrix, тоа е дводимензионална матрица, која што најчесто се користи на оперативно ниво. Тука имаме две димензии каде што се користи за приоритизација на фичери и епици. Првата димензија е импактот, тука ги заокружува вредноста, комплексноста и бенефитот кој што го имаме со испорака на тој фичер. И следната димензија, втората димензија е ефортот, тука се вклучени ресурсите, комплексноста и времето кое што е потребно за испорака на тој фичер или епик. Следна техника е Moscow метод. Тука оваа техника се користи најчесто на оперативно ниво во спринт планирање, каде што имаме фиксни временски рамки. Мислам дека е доста јасна, се приоритизира тоа што се приоритизира во зависност од нивото на приоритизација, односно на ургентното да се испорача тој таск или тој фичер. И последна техника е RISE Scoring, тоа е исто така погодна за B2B компании и за приоритизација на стратешко ниво. Тука RISE Scoring е скратеница од Rich Impact Confidence Effort, каде што Rich тука се мери метрика каде што се врши евалуација на колкав број на корисници ќе опфати тој фичер кој што ќе треба да се испорача. Импактот е колкав импакт има или колкава вредност има тој фичер што ќе се испорача во постигнување на стратешката цел. Confidence, колку продуктниот тим е confident во испорачување, односно исполнување на првите три Rich Impact и ефортот мислам дека е јасен, тоа е естимацијата која што ги опфаќа времето, трошоците и луѓето кои се потребни за испорака на тој фичер или таск. Инаку сите имаат своји предности, сите техники имаат своји предности и како што спомнав, јас ги користам во практика сите 4 во зависност на кое ниво се врши приоритизацијата и на кое ниво на продуктна роудмапа се работи. Но сепак нешто што мислам дека е клучно при секоја приоритизација, без разлика која техника се користи, е посебно тоа е во продуктно водените организации кои што се водат кон тој customer centricity принципите, секогаш да се запрашате која е вредноста која што ја испорачувате на корисниците, односно која е таа вредност која што ја добиваат корисниците со испорака на тој фичер или таск или епик, што е да е. Следно нешто, ролјата, значи која е ролјата на продукт менаџерот и зошто продукт менаџерот е клучен во овој процес на менаџирање и планирање на продуктна роудмапа. Како што знаеме, сите продукт менаџерите во ролјата што имаат носат повеќе улоги, односно имаат повеќе улоги и поради тоа е клучен централна, да кажеме, роља која што е клучен елемент кој ги поврзува сите аспекти во еден life cycle на еден продукт или на едно портфолио на продукти. Одговорноста која што има продукт менаџерот во процесот на планирање на продуктна роудмапа е усогласување на тимовите, продуктните тимови кои работат на повеќе продукти или на еден продукт,
Што опфаќа тоа? Тоа е градење на кохезија кон продуктната визија, потоа како што спомнав, рушење на силово сценарија, промовирање на транспарентна комуникација и фокус кон стратешка цел. Следно нешто е менаџирање на меѓупродуктните зависности. Значи, што е тука ролјата на продукт менаџерот е да ги мапира тие зависности, тие депенденси кои ги имаме, оптимизација на ресурсите и адаптивно планирање. И нешто трето што е исто така клучно е овозможување на комуникација со сите стейкхолдери кои што се вклучени во тој процес на планирање, на менаџирање на продуктна роудмапа. Што значи тоа? Промоција на градење на култура на транспарентна комуникација и следно нешто е балансот со приоритетите. Нешто што е клучно како вештина или клучно нешто кое што треба да го поседува продукт менаџерот е да каже не кога е потребно. Зошто тоа така? Затоа што продукт менаџерот, сите знаеме дека е роља каде што се слеваат од сите канали, од сите страни се слеваат информации кои што се потребни за кои што ги добиваме и на основа на кои што планираме една продукт роудмапа на еден продукт. Но знаеме дека од продажните тимови доаѓаат информации, желби, секакви желби од клиентите, потоа од менеджментот добиваме информации, насоки и директиви што треба да се прави, кои се бизнис приоритетите, од продуктните тимови добиваме фидбеци. И тука е продукт менаџерот клучен кој што ја гледа таа, ја има таа голема слика и кој што е тој што ќе ги земе во предвид сите тие барања, сите тие аспекти кои што доаѓаат од сите страни, како би можел да приоритизира тоа што е вредно на крај за корисниците. Значи да се каже не на нешто што нема приоритет, односно нешто што не испорачува, нема да испорача вредност или нешто вредно за корисниците, а да се остави простор за нешто што на крај ќе има поголема вредност или опфаќа поголема група на клиенти и на корисници. Како заклучок, како самари на ова, зошто е битна ролјата на продукт менаџерот во планирање на продуктна роудмапа, значи вашата способност да ги усогласите стратешките цели со тоа што треба и со ефикасна оперативност, ја прави продуктната роудмапа да не е само план, да не е статички план, туку тоа е динамичка алатка која што на крај ќе генерира иновации, ќе синхронизира и усогласува вложениот труд што го користите што го трошите за испорака на тој фичер и крајната вредност која што испорачувате на клиентите. Што по креирање на продуктна роудмапа? На почеток на година креираме или почеток на лансирање на продукт, креираме продуктна роудмапа, но што по тоа? Знаеме дека можеме да заклучиме дека продуктната роудмапа е жива материја која што го следи целиот животен век на еден продукт, односно тоа е жива стратегија која што во тој процес на развој на еден продукт потребно е да се прилагодува, како што напомнав на почеток, дека имаме по патот на тој цел животен век на еден продукт, имаме непредвидени настани промени на технологија и регулативи, па поради тоа ни треба некој извор од кај што ќе влечеме информации за да можеме правилно да планираме на продуктна роудмапа. Ние како продуктно водена организација се водиме кон customer centricity принципите, тоа е нешто што поголем дел од продуктно водените организации го практикуваат, што значи дека клиентот е тој што е примарен и од каде што се собираат информации кои што се клучни за еден успешен продукт. Што стои позади континуиран процес на дефинирање на фидбек, односно градење на добра комуникација со корисниците? Позади тоа стојат извор на идеи, добивате идеи на основа на кои ќе може да иновирате, да градите нови иновации, потоа решавате проблеми кои што се реални проблеми на корисниците. Значи ги слушате корисниците, добивате фидбек од нив и работите на нешто што стварно има потреба да се реши како проблем и поради што постои тој продукт. И на крај градите лојалност.
Второ нешто е интерните ревју и ретроспективи. Ние во нашата компанија имаме поставено на еден континуиран процес на кратки ранови, на кратки периоди ревјуа и ретроспективи, од каде што влечеме информации, каде што ни помагаат да имаме континуиран процес на унапредување на процесите и на операциите. Зошто тоа така? Што доведува до тоа? Значи имаме континуиран извор на податоци кои што ни се потоа ни помагаат на кратки периоди, ни помагаат да можеме да носиме квалитетни податочно водени одлуки. И на крај градиме квалитетни тимови. И нешто следно што е исто така едно од клучен елемент за една продуктна роудмапа и за успех на еден продукт е анализите на трендовите на пазарите. Добро поставен континуиран процес на анализа на пазарите ви овозможува да останете конкурентни на пазарите на каде што функционира вашиот продукт. Искористување на можностите кои што доаѓаат со промени на пазарите, значи со правилна анализа и со навремена реакција, вие со таа закана која што доаѓа со промената ја претварате во можност. И со тоа рано реагирање можете да претворите нешто што на крај ќе биде ќе ви изгради нешто ново кое што ќе може да имате успешен продукт. И на крај, како што е наведено, тука градите една здрава иднина и успешна иднина на продуктите, односно кои што ќе ги следат трендовите на пазарите. Тоа би било од моја страна, како key takeaways, што можете да ќе издвојам нешто кое што би можело да биде корисно од мојата денешна презентација. Роудмапите, значи, не се обврзувачки договори. Успехот на една успешна продуктна роудмапа е решавање на проблемите на корисниците, а не испорака на листа на задачи. Следно нешто е, веќе го објаснив, customer centricity. Секогаш при приоритизација, секогаш при планирање на продуктна роудмапа да се запрашате која е вредноста која што ја испорачувате, што добиваат корисниците со тоа што ќе го испорачате. И продуктната роудмапа не е жива материја, не е статички документ, еднаш ќе го направите и толку ќе го заборавите. Тоа е динамички артефакт на кој што континуирано треба да работите. И последно нешто, продукт менаџерот е клучен во тој цел процес и тој е фактички клучот кој го поврзува визијата со бизнис бенефитите и со крајниот резултат кој што ќе го испрашите. Фала, Иван, за прекрасната презентација. Многу корисни информации беа споделени. А сега да преминеме за делот со прашања. Дали имате... Да. Здраво, фала за презентацијата. Ако може, се вратиме на слайдот со техники за приоритизација. Само секунда. Малце ми се шетаат. Чекайте, зашто не ми... Јако, добро. Само секунда. За првиот метод, Business Value Scoring, Revenue Potential и Market Demand, можам некако да замислам како би го мереле однапред, меѓутоа Customer Satisfaction. Како го мерите тој момент за неиспорачани функционалности? За неиспорачани, добро прашање, за неиспорачани функционалности би рекол дека тука, да, малце повеќе од поглед на самото искуство на продукт менаџерите од нешто што веќе испорачано претходно, во зависност од во која насока го развивате продуктот, и повеќе во самата таа континуирана комуникација што имате со клиентите и со вашите корисници. На тој начин одредувате
мерите фактички еден вид на метрика каде што можете да одредите кое тоа ниво на сатисфакција би била која при испорака на таа функционалност. Океј, фала. Прашање? Дали овие се во квантифицирана форма, како бројки, мислам, како се рефлектираат од 1 до 5, од така натака, еве за која било од овие, еве може една да обработиме малку повеќе. Имаме различни, значи во зависност од техниките, пример бизнес value scoring, тоа се иде се врши евалуација по оценки, значи по метриките, во зависност од да кажеме од 1 до 5 и се прави евалуација на самиот фичер или епик кој што треба да се испорача и при тоа на крај се добива една крајна вредност која што дава се одредува приоритетот на самиот тој фичер. Идеално ако може да се преслика во квантифицирана Да. форма. Имаме други прашања? Кога може да се вратиме на, мислам дека беше пред овој слайд, портфолио беклог, па тука да, програм беклог. Може малку попластично и во ова да го доловиме. Интересно е бидејќи вашата компанија е продуктна организација. Имате, претпоставам, повеќе ваши интерни продукти. Да. Околу ова портфолио беклогот, значи на кое ниво на големина, дали е на ниво на Epic или како, што содржи по-конкретно портфолио? Дали се овде се вклучени повеќето продукти од вашата компанија? Така Да. На портфолио ниво, како што напомна, се дефинираат тие стратешки цели кои фаќаат стратешки цели за портфолиот, еве во конкретниот случај 4 продукти. Нешто што ги поврзува сите, која е стратегијата кон која што треба сакаме да се движиме во доменот во кој што работиме и кој што го офаќа тие 4 истородни продукти. Така и во портфолио беклогот целите се искажани или се повеќе оди се оди кон, не знам, кон иницијативи или кон предлог функционалности? Во зависност од, да, имаме и стратешки цели, а имаме и иницијативи. Сега во зависност имаме некогаш иницијативи кои што сакаме да ги анализираме, да ги обработуваме, од кои што ќе излезат конкретни цели и конкретни идеи. Затоа и постои тоа портфолио ниво, кај што не секогаш имаме конкретна стратешка цел, него и иницијатива или нова идеја или иновација, која што извесен период поминува процес на анализа, процес на бизнис анализи, технологии кои што се користат, дали е издржлива таа идеја, дали може да се испорача на клиентите, на која група на клиенти, па понатака се обработува и се симнува на едно ниво подоле, на програм ниво, во конкретна епик, конкретен фичер. А анализите кои ги прави на тие, кога се во форма во портфолио беклогот? Дали е на продукт менаџерите или е повеќе можеби на повисоко ниво, не знам, програм менаџери или? И на продукт менаџерите, во нашиот случај тоа се Epic онери и Value Stream онери во комуникација со менаџментот. Значи со lean менаџментот кој што го имаме на таа дивизија во која што ние работиме. Изворот на тие идеи, на тие стратешки цели, стратешки иницијативи почнува од менаџментот во комуникација, директна комуникација со продукт менаџерите, затоа што сепак ние како продукт менаџери сме експерти во нашата област, во нашиот домен, во релација со тие бизнис приоритети, бизнис насоки, стратешки цели на компанијата, се усогласуваме и се ствараат тие идеи, иницијативи на портфолио ниво. Супер, фала ти. Кој ги дефинира и како ги дефинирате, ме интересира OKR-сот. И како оди целиот тој процес на дефинирање, многу ме интересира, зашто кај нас беше доста динамичен процес во кој што еден објектив преминуваше во друг и трети, така, еден ефорт од неколку недели дури да дојдеме да го дефинираме точно тоа што сакаме да го постигнеме и како ќе го мериме. Целиот процес почнува од компаниските OKR-и, Objective C Key Result. Што сака компанијата да постигне? А нив кој ги поставува? Executives? Менеджмент, да. Така. Понатака, тој годишен, да кажеме, OKR се расчленува по дивизиите, по домените, бизнис домените во кои што работиме.
тука имаме на портфолио на океари, што сакаме ние како портфолио, како дивизија да го постигнеме. Понатака тоа во насока, во иста насока, се расчленуваат на океари кои што се на нашиот value stream. Значи, нашето портфолио од 4 продукти, ние што сакаме да постигнеме во период од 1 година, а понатака се расчленуваат и на квартални океари. И на тој начин има една поврзана релација, почнувајќи од компаниските цели, па се до продуктните Значи имате тимови. 3 нивоа на океари. Да. Односно 4 со се квартални. Да. Okay, И на крај супер. се правиме транслација на програм инкремент или PA objectives, што сакаат продукт тимовите да испорачат како резултат, ама усогласено со таа стратегија која што има по сите нивоа. Да, кај нас беше доста тежок процес додека да стигнеме да го дефинираме тоа што сакаме, да биде фино дефинирано да можеме да го мериме. Затоа Да, веќе 2 години ги работиме, 2 или 3 години. На почеток беше хаотично, беше онака фиктивно можам да кажам, но како поминува време, се повеќе и повеќе се фокусираме и точно представува цел кон која што сакаме со одредени key results, кој што вика, мерливи резултати кои што сакаме да ги постигнеме. И стварно има ефект затоа што си фокусиран, знаеш што сакаш да постигнеш и на тоа работиш. Имам уште некои прашања? Во продуктна компанија претпоставувам дека sales support и другите оддели ја формулираат својата roadmapa спрема продуктната мапа. А велиме дека треба да бидеме флексибилни и често да ја менуваме во зависност од околностите. Колку во реалноста е оптимален период на менување на roadmapата? Дали е квартално ниво, за да не импактира на операциите на компанијата? Кај нас или во продуктно водена организација, во нашиот случај како што е во Нетцетера, планирањето на една продуктна роудмапа започнува на годишно ниво. И тука доаѓа од продуктната стратегија, која имаме како продукт стратегија. И на основа на таа продуктна стратегија, затоа што ние работиме на B2B SaaS решенија, и на основа на таа продуктна стратегија се усогласува sales стратегијата која што има. Во зависност во регионите во кои што имаме канцеларии, имаме продажни тимови кои што би може да ги продаваат. Тоа усогласување се прави на годишно ниво, а потоа рефајнментот и прилагодувањето, односно промената се прави на квартално ниво. На некои 2,5 до 3 месеци правиме ревјуа, правиме квартални состаноци со селс тимовите, каде што ревидираме што е тоа како стратегија ние што сакаме да постигнеме и информациите што ги добиваме од нив директно од терен, за да можеме да се усогласиме. Хвала. Имам уште некои прашања? Фала многу, Иван. Благодарам на сите што Фала ви на вниманието. сите, да, за прашањата. Доста интересни говори, доста интересни прашања. Фала ви на сите. Многу е поинтересно кога сме вака директно вклучени. Има интеракција со публиката, така да супер прашања денеска и супер презентации. Сега можеме да продолжиме офлайн дискусија. Имаме уште време, значи кој колку сакам, слободни сме да малце офлайн да се дружиме.